И денеска во општина Центар загадено. PM10 честичките во 9 часот утрината изнесуваа 116. Дали и ова не е доволно градоначалникот Чилегов да признае дека воздухот во Скопје е загаден? Граѓанските иницијативи бараат надлежните сериозно да се фатат за работа, а за загадувачите да има и казни. Со овие отпади кои што се палат секојдневно кажано, да, едноставно, многу посериозно се преземе мерка контрола и од страна на инспекторите, но и од страна на полицијата, која што не треба да врти такви моменти, туку да интервенира, да ги пронеде стоителите, да ги санкционира и соодветно да ги отстрани од теренот и да се спречи повторно палење на отпадите. Од иницијативата од два бараат надлежните да го објаснат јавно локалното загадување, затоа како што велат не е нормално загадан воздух да се дише и во лето. Должни се Министерството за животна средина да излезе со образложение зашто е така. Во конкретниве неколку дена вредностите беа секаде големи, значи во цела земја, не беа само во Скопје, така да затоа ние алармиравме да излезе некој од надлежните со свое објаснување. Исто така навечер се осеќа оној мирис на горена пластика што постојано се повторува секое лето и во Ново Лисиче, па и во Карпош се осеќа. Значи треба конечно да преземат нешто затоа зашто еве кога имаме плюс дополнително загадување како од сакарска прашина и друго, автоматски рипат вредностите над дозволените граници. Спротивно од реалната ситуација, вчера градоначалникот Чилегов пред медиумите јавно ја прозва Алфа, мафтајки со телефонот во рака и ги убедуваше новинарите дека во Скопје не било загадено. Која камера на Алфа? Јас не го тврдам тоа, граѓанските иницијативи го тврдат тоа, дека Не, јас нема да ви одговорам. Еве ви покажувам. Место одговор. Јас за синоќа и за утрова граѓанските иницијативи тврдат дека е загадено. Значи сега јас ако на загаденост на високо ниво со зелени графикони на градот едноставно не е точно. И мислам дека малку треба покоректни кон градот да видите зашто живеете во него. Не загрижува само загадениот воздух во главниот град. Скопје рекордере и по јавните набавки минатата година. Според последните анализи, градот си ги зголемил набавките за 10,3 милиони евра повеќе во пандемиската година од 2019, а на општините изгледа не им се одврзувало кесето за заштита од короната. Шилегов и за тоа се правдаше. Министерството за здравство се грижело за пандемијата, а не тие.